Старомодното пишување се враќа. Додека пишувањето писма со рака некогаш беше дел од секојдневниот живот, компјутерите ја олеснува и забрза работата, оставајќи го зад себе тој личен допир. Но сега компанија со седиште во Феникс ја оживеа таа традиција со роботи кои користат вистински пенкала за пишување букви во стил што го избира корисникот. Она што е старо сега е повторно ново. Добивањето рачно напишана белешка ги привлекува не само вашите очи, туку и чувството, а тоа значи многу. Нивните главни клиенти се компании кои користат рачно напишани писма и белешки за благодарност за да создадат посилни врски со своите клиенти. Луѓето што навистина ги таргетираме се непрофитни организации. Помагањето на непрофитната организација е за да добие повторна донација. Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат тие е стапката на нивното повторно донирање кое е под 50%. Број 1 причина зашто луѓето повторно не донираат е дека не се чувствуваат благодарни. Така им помагаме на овие непрофитни организации да допрат на позначаен начин преку рачно напишани белешки. Автоматското пишување писма не е ново. Председателот Томас Џеферсон го користел овој уред полиграф во раните 1800 за да може да чува копии од својата кореспонденција. Џеферсон ја сметаше машината за чудо на технологијата. Самиот пронаоѓач им препорачал неколку подобрувања на своите британски производители. 200 години подоцна процесот вклучува машинско учење и производство на висока технологија. Вклучена е технологија со 3D печатење и лазерско сечење, како и дизајн на електрично коло за самиот робот. Иако на корисниците им треба помош за да размислат што точно да напишат во нивната белешка, тие може да го изберат копчето за помош на вештачка интелигенција, за да им помогне да генерираат подобра порака. Иако роботите можеби никогаш нема целосно да го заменат личниот допир на рачно изработена белешка, тимот на компанијата верува дека тие се приближуваат.